Добро дојдовте во уште едно издание на Лица и дела. Овој пат ова издание го посветуваме на документарниот филм, особено на документарниот филм кој што се занимава со тематика заборавени села, и ќе проговориме со еден новинар кој што долго време ја работи таа работа. Долго време посветил од својата професија веќе долги години на македонските села и е многу познат со неговата препознатлива емисија, односно документарна емисија Заборавени села. И за таа во однос на сето тоа во ова издание разговарам со Зоран Костески Шваца и му посакувам добро дојде во Лица и дела. Благодарам што сум гостин на една од најгледаните емисии Лица и дела во телевизискиот етер во Република Македонија, кој што ете неколку години се емитува и преку националната телевизија ТВ Сонце, каде што и моите документарни емисии, документарниот серијал Заборавени, посветени на македонските села, се емитуваат во телевизија Сонце и се чувствувам некако гостин, него како еден дел од тимот на телевизија Сонце, кој што е предводен на чело со господинот Ѓорѓе Танасовски. Да. Вие имате многу убав повод овој пат, поради тоа што чинам веќе втор или трет пат, не, ова мислам дека е трет пат како ни гостувате, ако не се лажам. Да, трет. Трет пат, да. Но подоцна ќе проговориме во однос на конкретно зошто вие гостувате сега, е многу добра причина, одлична. Најпрво би започнала во однос на емотивниот момент во една ваква не многу честа и не секојдневна професија, значи новинарството, но посветеноста, контрадицијата, македонските села, секако она што се работи, нели, треба и првенствено да го сакаме за да биде на крај резултатот квалитетен. Знаете што вака, значи секоја професија, човек што ја работи, пред се ја би рекол дека е дарена од Бога и секоја професија треба да се сака, како што вие напомнавте. Во секоја професија, па и во новинарството, и во документаристиката, посебно кај јас од таа област на заборавените села што ја работам, емотивноста е многу голема. Значи, иако е голема, ама и различна, зависно во која ситуација, во кое населено место, со кој човек ќе разговараш, дали е тој човек во подминати години, човек кој што има, ја го нарекувам селарец, кој што има 30 на години, или пак, ете, за Тајча, во последните години полека и во нашите села има по некое бебенце, кое што мора да влезеш во неговата емоција, мора да проникнеш. И некојаш таа емоција е радосна, некојаш ако зборуваме со човек кој што останал сам да живее во селото, некојаш е и тагона. Меѓутоа тие емоции се обидувам да ги преточам во документарните, во серијалот Заборавени, кој што е како што напомнав неколку години се емитува и на телевизија Сонце, а таа емоција чинам дека ја пренесувам добро, така да речам, и меѓу публиката, меѓу гледачите кои што ја следат телевизиската програма на телевизија Сонце, и најмногу се радувам кога ќе ми се јават, било телефонски, било кога ќе ме видат, се ме пречекуваат емотивно како да сум дел член на се извинувам, како да сум дел, односно член на тоа семејство. И кога ќе си дојдам од терен дома, емоциите ги споделувам со моето семејство, но сепак тие емоции некојаш ги задржувам и со себе, кои што ги оставам во текстот, кој што го пишувам за емисијата, за репортажата, да соговори во така да речам, во самата емисија. А токму така. Вие веќе ве препознаваат како еден таков новинар и мислам дека аудиториумот тоа го очекува. Значи, секој пат е очекувано, но секој пат со интерес, огромен интерес и со желба ги очекуваат сите наредни изданија. Дали вие, како еден таков професионалец, нормално и школуван во тој правец, човек, дали вие ги прегледувате своите изданија, барате по изданијата нешто што може би го коригирале? Многу ме интересира за тоа што некои колеги или луѓе од естрадата, она што го создаваат нивно, не го слушаат, не го гледаат, оставаат на другите. Но дали вие сте таков случај или пак имате... Јас да ви кажам, голема благодарност до мојот учител, јас така го нарекувам,
Господинот Иван Андреевски Мачето, кој што некаде пред 30 години ми беше ментор кога за време на студиите на правниот факултет на интердисциплинарните студии по новинарство и кога одевме на вежби, кога прва се запознав со камерата, со радиото, со микрофонот, велеше сето оно кој ќе го сработиш, да бидиш самиот рецензент. Сам со себе се да си дадиш критика на тоа што си го сработил. Затоа што тоа ми дава порив, ги гледам моите емисии, ги гледам на телевизија Сонце, ги гледам и сам со себе си давам критика дека можеше да биде подобро. Еве ќе илустрирам малку сам со себе си, некој си велам, требаше човекот кој што дедот кој што го снимав да го пуштиш малку повеќе, душата негова да се ја искаже. Или пак некаде ми се случува да и самото прашање биде овој малку подолго, затоа што Селанецот си е свој филозоф на својот живот. Тој си има свој начин на филозофија, понавод кажано селска за живење. И сепак, значи, пак ќе речам, само рецензијата, само критиката на тоа што го работи, ми дава повод да се надградувам, а тоа го потврдуваат и аудиториумот, што ја гледат оваа емисија, јавувајќи се, ќе направам една мала илустрација, одека на телевизија Сонце, 5 дена во седмицата од емисиите. Термините се тука некаде 11:30, имаме попладни, имаме во 17:25, 19:30 и чекаат. Меѓутоа, обичниот гледач вели во 11:30, каде е емисијата? Велам, причекајте малце. И ми викаат, стварно си било звор, емисијата гледаме. Да, и тоа е одлично кога ќе дознае човек дека неговата емисија... Знаете што, извине што ве прекинав, документарните емисии по принцип се прават за гледачите. Да. Да им се бедисаат нив. Затоа што тие преку приказната која што ми ја раскажуваат, јас се обидувам само да ја преточам. Токму така. И приказните, тој се радува кога тоа ќе го гледа. Да. Тој се радува дури да ви кажам дека во селото каде што нема интернет, понавод кажано, каде што освен некаде каде што ја гледаат националниот сервис, други од националните прибавни телевизии не се гледаат, и тие во продавницата дискутираат дека го гледале, па дека некој ќе го пофали, некој ќе од завис понавод кажано ќе го пофали, па кај те најде од тебе понавод кажано. Значи коментарите остануваат. Да. Дури да бидам реален, многу повеќе се радувам кој ќе видам некоја емисија пред 15 години. Нешто сум бил помлад. Меѓутоа, колку вика, како што вика старите, колку е постаро виното, е попитко, што се вика. Токму така. Еве тоа ме заинтересира сега. Во однос на тоа што денешница во интернетот зеде голем замав, нормално, се глобализира. Сега кажувате во некои села нема интернет. Исто така и медиумите се многу застапени, па од луѓето не е значи редок случај некој одреден така почесто или да се наоѓа на некој од медиумите да гостува или како и да е, без разлика што и да се случило во споредба со порано, кога излегувањето по медиуми беше само за одредени луѓе кои што нели мора по нешто да бидат истакнати. Кога ќе појдете во селата, кога интервјуирате луѓе, кога истражувате заедно со нив и кога го преточувате сето тоа, како се однесуваат жителите таму кои што немаат толков контакт со медиуми и тоа нив не име секојдневие како што ни е нам? Дали имаат пристапот име ете ќе ме гледаат на телевизија или пак некои се засрамуваат и таа гордоста кај нив дека ќе гледаат и нив? Ќе ви кажам, многу пати, често пати ми се случува, ќе помени да речеме 10-20 дена или 30, сум бил во некое село, сум направил репортажа, а пак дома, Селанецот, има плејарче, тие така речено по старите, и би вика мене, како ќе се видам, јас се видов веднаш ки поќе не може да се видам, не може да се секираш, ќе му дадам черето, ќе го ставиме во плејарчето, ќе му покажам по навод кажано како да го гледа, и ми се има случајно одите емисијата, ракичето, сиренцето, козио и песна одирам. Значи, вака едно би моје размислување, многу во нашиот
во телевизискиот етер, моје размислување е, премногу првата ударна вест е, ајде да речеме, некоја сообраќајка или ајде се да спомнам со оваа пандемија, така речено. Во моето време, јас кога бев помлад, многу одеше помирно, се одеше со настаните од владата, од председател на државата, од владата, спортот одеше, проблемот за времето и на крајот, ако требаше некоја вест да се прикаже, да се побара, пример да речеме за некоја личност, му треба крв, му треба помош или некој да речеме некој селан се завејан од снегот и така. Меѓутоа пак ќе речем дека кога ќе му дадам тоа CD, и дури се гледа емоцијата кај него. Самиот се гледа, самиот плаче. Мене ми се случи во целото Белчишта, Охридско, целе се вика гејдаџијата и вели вака едно. Баба Љуба, кога умираше, ми рече, Целе, немој да се ожениш, Целе, знаеш дека овој ќе го и ти ќе доиш по мене. И кога му е пуштил емисија да ја гледа, па ме вика, и баба Љуба се ја ставил тука, па таа е жива. Значи, емотивно, гледајќи ја емисијата, се гледа двајцата. Таа фотографија, неговата сопруга баба Љуба е со фотографијата, а тој е во живо. Навистина, убави се тие моменти. И сега во однос на тоа колку долго овој проект се работи, колку се изменувал во текот на годините, колку можеби ја изменил формата, начинот на представувањето, начинот на снимањето на репортажите, материјали, собирањето на материјалите. Значи, до пред 10 години Еден вид еволуција. Да. До пред 10 години ги правев овие репортажи, така речено, без оние историски податоци. Патувајќи ни селата и среќавајќи се со моите соселани и ме наведе да малку прочепкам од овие пишени историски податоци, да чепнам полека и малку историја. Да се внесе во документаристиката, затоа што оние луѓе што биле пред нас, кои што експерти биле, научници, по навод кажано, историчари, кои што ги посетиле пред мене овие наши убави краишта во Република Македонија, ме наведе да почнам да црпам извори и да ги внесувам во емисиите. Знаете што, во историографијата не можеш да погрешиш. Не смееш по право да погрешиш, посебно внимавам на датите и годините. И се разбира на имењата на тие личности кои што владееле или живееле со Македонија, со Република Македонија. Ете, тука ќе го спомнам доктор Јован Трифуновски, кој што почина 95-та година, еден од најпознатите не само во македонски, балкански, туку и светски рамки, географ и антрополог, кој што има оставено енциклопедија научна за 5000 села во етничка Македонија, од кои што 2000 се во Република Македонија, 2500 се во Егејска Македонија, Беломорска и престанатиот дел е во Пиринска Македонија. Исто така, ќе го користам литература и од Верковиќ, кој што има осетено, има доста податоци искористено од оние крстилни книги кои што ги правиле нашите пополи. Затоа што нашите предци се венчавале, крштавале во нашите македонски цркви, па дури оние парастоси, они кои човек треба да замени кај Бога и тука се заведени. И дури бе пријатно изненаден кога јас самиот се пронајдов моето семејство, кое што ќе го попот Ристер се викал, каде што и запишал во книгата, а пак според тие крстилни венчални книги е направена матичната евиденција од 44-та година, значи останато е па до денешен. Одлично. И сега поводот за кој што вие гостувате, конкретно, нели тоа е ова нешто кое што можеме да го видиме тука, тоа е вашата прва книга, така? Да, прва.
Мариово, жива историја. историја. Вие сте автор, нели? И кажете ми повеќе за што станува збор. Значи вака е. Нели малку да побудим интереси кај гледачите кои што 40 години сигурно ќе сум се со интересираат. еден од најголемите македонски прозаисти, Да. раскажувачи и романсиери Стале Попов. 30 години талкам длабоко низ Мариово. Секогаш кога шетам низ Мариово, со себе се ги прераскажува приказните за Кале Шанџа, за Толе Паша, за Чучук Митра, за Чебренскиот манастир. Сето тоа ме подстрекна да ја продолжам неговата книга, која што ја остави отворена, неговата раскажувачка традиција, да ја продолжам и понатаму, но овој пат со сведоштва, со приказни вистини за настани кои што се случувале во Мариово од преостанатите 550 селани, кои што денеска живеат во 28 села во Мариово. Ќе ви кажам дека овие материјали во оваа книга се спремани, подготвувани, како што реков, 25 години. Поточно кажано, вака ќе ви кажам. Од некаде од 5 јули 1997 година, 22 години сум присутен постојано во Мариово. Во историската, во романизираната историска повест, така ја нарекувам, Мариово жива историја, има, така да речам, современици на Стале Попов. Кој што, ете еден од нив е и дедо Петко Чурукот, така му е и презимето, да го поздравам се уште жив, во Старавина, каде што, кога отидов пред едно 7-8 години, ми рече вака: внучко, дојди да спијаме по една ракиче и да ти раскажам една приказна. Хајде му реков, дедо, кажи ми која. Дали знаеш во ова кујче овдека, кај што во дворов, на скаливе овдека, пред Ѓеранов, пред Плочава, пред 70 години беше Стале Попов, а јас бев дете, на 14 години, мојот дедо Петко му ја раскажа приказната за Кале Шанџа и ми рече дека Стале Попов таму останал 30 дена. А јас да ви кажам, не останав 30 дена, 15 дена бев со него заедно, му помагав со овчичките, со мозењето на млекото, со правењето на сирењето, си подпевнувал не по некоја песничка и ми ги раскажа овај приказната, значи за историчката повест на Кале Шанџа, Анџа Сидмева, онака како што стварно неговиот дедо Петко му ги раскажал на Стале Попов, и Стале Попов ја има напишано во романизираната повест за Кале Шанџа. Друга средба ми беше во селото Дуње, Стојан Чачанот. Тој е подалечен роднина на Чучук Митра, опеана во песната Попат. Одам запад прашам. Митра и е името, презимето е Петрова, по потекло е од селото Пештани. А исто така во селото Градешница, едно младо момче, моја возраст, Цане Трчевски, па тој ме однесе во Пешта, во Тврдината, каде што била првата Мариовска буна, ме однесе во Чебренскиот манастир. Заедно со него отидовме во Витолиште, каде што и самото име Мариово ги има добиено по царица Марија. Таа била од династијата Комнени, на Алексеј Комнен, која што и стварно незиното име е Марија постоела, а најмногу се гордеам пред 3 години на врвот на Панделе, тоа се наоѓа помеѓу селата Полчиште и Бешиште, од каде што се гледа цело Мариово, и Битолскиот, и Прилевскиот, и некаде накачува према Козов, значи Тихвешкиот, каде што бе пријатно изненаден од моите соселани тамо, снимајќи за Свети Пантелеймон, извадува еден ферман, јас така го нарекувам, начкртан на селски ракопис, каде што ми го предадува ферманот, како тоа што го направи Ангеле, близнакот брат на Анџа Сидмева, Кале Шанџа, како тоа што кога од Селим III, султанот, синот на Сулеман Величествениот, му го предал ферманот и го предал поправо ферманот на неговата сестра Анџа Сидмева, дека Мариово и понатаму останува хас
под власта на султанот, кој што остана до 18 октомври 1912 година, и така јас ја добив тапијата државјанството да бидам Маријовец. Се разбира, Натурализира. Да. И ете, една од најубавите приказни кои што ги вметнав, се обидов да ги вметнав во ова романизирана историска повест Маријова жива историја, е последната женска свадба во Маријово. Со она вистинска традиција. Таа беше свадбата во селото Дуње на Илинка Стојановска, денеска мојата сопруга, значи мојата свадба, каде што тогаш кога работе во македонска телевизија, голема благодарност до Пеце Танасовски, ми прати дел од оркестарот, беше Ангеле Кавалджијата, беше Пецо Танасовски, со сите адети обичаи, ја направи на свадбата, и речи го дел од тие стари адети обичаи, освен тоа што беше во кафаната во ресторанот, имам и речи го документарен запис кој што досега не е пуштен на телевизија, го чувам за себе. Меѓутоа по наговор на мојот син Виктор, ќе ја спремам и ќе ја пуштиме премиерно тука во телевизија. Одлично. И вреди, нели? Прво тоа што е нели традиционално, па да видиме од ваше време, тогаш како се организирали свадбите и такви случаи. Уште нешто да додам дека во романизиранава историчка повест Маријова жива историја се обидов да влезам во сталевото Маријовско Елдорадо. И тоа Елдорадо да биде мое. Како што реков, ја оставам ова книга отворена, како што тоа го стори Стале Попов, на генерациите да ја надополнат, ама и да издадат и други пишани книги кои што ќе останат на генерациите, не само да ги читаат, туку да ги запаметат тие приказни, тие раскази и да ги раскажуваат на внуците, правнуците, затоа што ако тоа им го пренесеме, освен пишаниот збор и преку устното, устниот начин на пренесување, особено на млада генерација, они мали дечина, ќе го запаметат тоа, ќе го паметат и ќе го пренесуваат понатаму. Да. Каде може да најдат книгата некој што? Значи сега, вака ем рекол, пошто Маријова жива историја излезе напред неполни 5 дена, таа моментално сега ќе кај мене, инаку преговарам со издавачката куќа Матица, да го подржува да биде и таму. Меѓутоа речи го преку имејлот marijovo.film, majmunče.yahoo.com може да ја порачаат, и на порталот marijovo.film.mk да се ја порачаат и ќе ја добијат. Одлично. Јас верувам дека ќе има многу заинтересирани, затоа што од она што го кажавте веќе некако јас лично навлегов во приказната и навистина многу ме заинтересира. Особено тоа што нели има историски факти, нешто што треба ние да го знаеме како наша традиција и оставштина, она што... Еве ќе ви кажам, извинете вие, се домислата малку недолично, за мостот Зович. Има една легенда, не легенда, него вистина, дека 52 година тој бил дрвен мост. Поминувала некоја колоска запрега, наполнета со ожнајано, што туку ожнајано жито. Од времето, од самото време, и самиот терет на воската запрега, паднал мостот. Во вистинска смисла не паднал да падне човекот, така речени да настада, меѓутоа паднал. Ама оштетено. Да. Тоа се случило некаде во август месец 52 година. По барање на мештаните на општината во тој временски период на општината Старавина, во Битолската колија, се пожалиле мештаните дека тука бил мостот бил единствената врска помеѓу Прилепскиот дел на Маријово и Битолскиот. Лично дошол Хоча Попович, генералот на армијата на Јана. За 25 дена го созиделе оне камен мост, што Милчо Мацевски го реставрира и било ми е што тој Зовички мост денес ќе прикажувам преку неговите филмови и е запозната цела, не само македонска диаспора, туку цел свет. Да. Значи тоа останува. Тоа што каде работи Милчо, нели? Да. И ето промовирани сме на убав начин, на вистина. А ово е вистинскиот начин, но знаете што? Треба да стигне. Знаете што? Во овие 400 страници
немам ништо напишано мое, под навод кажано, се е преточено од расказите што ми ги само е автентично прераскажано, се прераскажени сите приказни. Сакате да кажете дека нема никаде фикција? Да. Затоа што што оние историски настани се само овоќе осведочени и потврдени. За, да речем, за Чебренскиот мост, како е рушен во Чебренскиот мост и денеска почне само е метален во Оварчиго со бетонска, тоа е кога ќе одите за битолскиот дел на Маријовот, кој ќе помините Маково и Рапеш. Тоа е Чебренски мост. А исто така во Градешница ќе ви кажам за Градешница што ми се случи и тука пишува за Првата светска војна. Димитрија се викаше човекот кој што ме возеше со џипот, кога на 15 септември 2018 година отидовме горе на Добро поле, под Темакчалан, каде што е пробивот на фронтот од Првата светска војна. Тој ми раскаже дека неговиот дедо, Велјан се викал, бил мобилизиран во 3 армии. Првен бил во Оварчиго Грчката, пошто Маријово, Оварчиго до Првата Балканска војна е под Грчката. Фронтовата линија, нели? Да, меѓутоа до Оварчиго до Првата Балканска војна е под юрисдикција, така да речам, на Грчката патриаршија. Да. И бил мобилизиран како грчки војник. После тоа го заробиле бугарите, стал бугарски војник. Дошле србите, станал во Оварчиго српски војник. И ја имал таа среќа да биде и партизан. Меѓутоа кажуваше дека неговиот дедо имал му биле мобилизирани и маските и магалината. Ги замолил Оварчиго да старешината што бил, да му даде 3 дена да се набери дрвче. Му ги дал Оварчиго се вика добитците, ама кога тргнал да се оди, му ги убиле. Меѓутоа, кога починал човекот, Оварчиго неговите внуци, на неговото вечно почивалиште во Градешница, има 3 фотографии. Војник бугарски, војник српски, војник грчки и војник југословенски. Да проживеел докато ќе беше и македонски, да се настаниме, така речено. Нормално. Како му тргнало? Така е, да. И со околностите подоцна. Сега, во однос на она што го работите, нели, пошто ве препознаваат најчесто, односно тематиката, сте размислували некогаш да работите репортажи, документарци со друга тематика, например, некои, да речем, сосема теми од совремието, каде што традицијата можеби ќе биде малку оставена по настрана, иако секаде ја согледуваме, но ете, било каква тема друга. Сте размислували во тој правец? Да видам, реален сум размислувал, меѓутоа едно би рекол, влезена во мене документаристиката. Значи, влезена е. Сум се обидувал да речем, ајде на полето на фолклорот, меѓутоа мислам дека онаму каде што ми ја дал, она што Господ ми го дарил, тоа останува. А инаку размислувам да се обидувам да проникнам во играната документаристика. Таа е една област која што Оварчиго е малку потешка, барем за мене, пошто е туѓа, непозната, а имам еден порив во мене да сето ова досега што го работам овие 30 или повеќе години, да го сублимирам во еден игран документарен проект, посветен на Кале Шанги. Ќе ви кажам зошто. Затоа што некаде пред, имам 57 години, кога тргнав кога сум се родил сум на 8 јануари 60-та година, мојот чичко Владимир, значи средниот брат на татко ми оставил книга Кале Шанга, кога сум се родил. Кога тргнав на училиште, во прво оделение, како најдобар, така речено во оделението, мојот учител, Драги Диневски, ми ги даде расказите Итар Пео и Слушна Лепопа. Во 8 оделение
бев најдобар во во генерацијата. Од мојот директор Коста Крстевски ги добив Крпен живот, Толе Паша и Шакир Војвода. Тоа ми дава подстрек преку ова романизирана историска повест да пак ќе речам за Калешањка да направиме една играна документарна серија. А целта ми е да му прикажеме на нашите, не само нашите гледачи, туку на светот, дека Турската империја била империја, имала правда на живење, затоа што преку ликот на Анđел Сирмева и преку ликот на Анđеле Сирмев, значи Арслан Паша, кој што бил трет по ранг во империјата, тој бил везир, денеска на рангот на министер за правда. Значи и нашите македонци влегувале во власта на империјата. И дори со самиот Ферман, кој што претходно го напомна, што мене ми го дадува моите соселени мариоци, а Ангеле Сирмев и го предал на неговата сестра близначка, докажува дека системот бил праведен, затоа етничка Македонија била цела. Кој што денес имаме само ова парче од етничка Македонија, кој што се вика Република Македонија, со надеж дека еден ден генерациите наши ќе живеат на таа етничка Македонија, кој што имаме корени. Имаме многу длабоки корени. Според мои падателци некаде околу 6000 години. Па да зборуваме оварчиго и да родиме со арјадите, со другите оварчиго, кои што се ние потомци на тие древни македонци. Многу длабоки корени имаме ние. За среќа наша, тоа сите околу нас го знаат. Па не попусто апостол Павле и апостол Филип биле во Македонија. Нормално. Не попусто тие апостоли ја метнале Македонија во Библијата. Да. Таа е библиска земја и дури едно би рекол многу големи империи се обиделе да ја покорат Македонија. Многу големи империи пропаднале во Македонија, ама и се родиле во овие империи во Македонија. Да. Докато ќе се роди империјата македонска. Та не е изумрена. И ништо не е случајно. Не е изумрена, меѓутоа во една модифицирана форма со времена треба да се искристализираат уште некои работи, нели, да видиме до каде сме. Затоа што едно би додал, ширум светот не има нас. Многу не има. Ширум светот не има нас. Многу манифестации кога се одржуваат, многу луѓе доаѓаат од надвор македонци. Но се радувам, да ви кажам, реално се радувам кога ќе дојдат оние трети, четврти генерации на наши македонци, било од Австралија, било од Канада, Америка, еви и од Европа, кога ќе прозборат македонски. И тоа архаични македонски. Да. Мајчиниот мајчин македонски, како што ги има научен. Најубавиот е збор тој. Најубавиот. Детенце 6 години, кој што не одел на училиште како овде да речеме кај нас, а го знае. Дури ове кој ќе ми ја запеа песната Македонско девојче или Земјо македонска и си велам овој сам по себе си. Се ежам од радост, верувајте ми, детенце од 6 години. Да, па наистина така и влијае затоа што тогаш можеби преку децата затоа што се наискрени, најчисти, ние чувствуваме таа вистинска голема љубов. Дури ово би додал. Во Америка, Австралија и Канада се наоѓа, значи нашите македонци живеат во една мултикултурна средина. Тие има впијано од таа мултикултурна средина, ама немаат заборавено македонската традиција, македонскиот корен. Да. Колку и да се далеку од Македонија, ама во душата, со самата замисла, се тука во корените, кај што потекнуваат нивните предци. Да. Нашето зло е навистина многу специфично и нема друга таква толку како нашето. Нормално, секоја држава си има своја историја, своја традиција, своја култура и сето тоа е нормално. Но не дека сум јас од Македонија, не е поради тоа што моите корени се тука. Ете пак и имам јас нормално и од други држави, нели, влечам некои корени, но тука сум и веќе тоа е тоа. Но никогаш кај ниту еден човек од друго место не сум почувствувала такво нешто како тука кај нас. И не велеше... Никогаш не ме влечела друга земја толку, иако некогаш и во лутина може би кажала поради
испровоцирана поради некаков систем или неправди кои што нормално пак и сека да ги но јас не можам да заминам од тука никогаш. Знаете што? Вака едно би рекол. Да го почнувајќи од Александар Македонски, апостолот на македонската борба за слобода Гоце Делчев, Крсте Петко Мицирков со неговите македонски работи, Блаже Корненски кој што вели дека големо ни е името, но нема да ни го земат. Јас сете, ќе речам, дури многу пати и со моите другари, пријатели, велам вака, секој човек се раѓа и заминува. Кој ќе заминам кај Бога, да направат еден мал епитаф и да пишат вака едно. В село се роди, во селото живееше, за селото работеше, ни в селата патуваше, в село си се врати Шваца. Тоа е ова речи го. Значи, иако станува збор за нешто што е... Да, поентата е тоа, оно што рековте. Нема пубаво никаде во светот од родната Македонија, од родното огниште, од онома кај што се родил, од жарта кој што се уште тлее под пепелта, но нема нигде поубаво од мислата која што ќе ми ја пренесеме на млада генерација, за да не оставиме таа мисла да биде покриена од правот на заборавот. Нормално. И сега во однос на тоа што се наоѓаме во ваква ситуација глобална, светска, во однос на пандемијата, според вас, кој е излезот за нас, ако ние се издвоиме од се? Како ние, како народ би излегле, затоа што слушаме секојдневно? Дисциплината не е на ниво, не се почитуваат протоколите, не се почитуваат никакви прописи. Едноставно луѓето своето здравје и животот во крајен случај го изложуваат на многу ризични ситуации, опасности, дури и своите деца и така натаму, затоа што едноставно може би не плаши помислата од економска криза и дека ние неславно ќе завршиме во сета таа бура од наметнати моменти, создадени вештачки ситуации, нели и сами предонесуваме да не биде полошо. Според вас и она што вие многу често, односно редовно, многу близко се држите до традицијата, каде вие го гледате излезот од оваа ситуација за нас? Видете вака. Како еден народ. Еволуцијата на човекот со милениуми трае. Да. Снимале ние и пандемии, снимале и воени жаришта. Меѓутоа едно би рекол вака, гледајќи што се случува во светот, Да. а пред се гледајќи во нашиот двор, и ова ќе помине. Меѓутоа моје мислење дека оние што ја водат државата, оние што го водат здравството, прават грешка по моје мислење. Кога се отвори карантинот, по навод кажано, први што замина за Маврово беше власта. Беше власта. Или ќе го спомнам и образовниот систем. Да не грешам душа, по навод кажано, кафанчините ни се полни со млади деца. Да, дури имало уклучувања од средношколци на онлайн час од кафуле. Да. Видете, едно јас ова е апел и до родителите, значи да си поводат и сметка за своите деца, затоа што не станува збор за тоа сите ќе научат и ќе совладат и материјал, и ќе се описме. Нормално е сето тоа, така си доаѓа. Знаете што? Ама да бидат заштитени. Вака едно би рекол. Детето гледа што прави родителот. Нормално. Детето гледа што прави родителот. Еве пак ќе спомнам за образовниот процес. Ние во Република Македонија имаме преку 2000 училищни згради, празни. Со мала инвестиција може да има време и се уште има време да ги варосаат со обична вар, како што беше проблемот со училиштето во едно струмичко село Колешино. Нова училищна зграда, клучот на врата, имало само едно дете. Ние имаме во градовите во Македонија празни касарни. Тие касарни може да се реновираат, по навод кажано, да се направат, по моје мислење, училници,
i da imаше училищни средношколски домови, како што тоа беше налик пред 50 години кога во Дуње имаше од околните населени места децата доаѓа од понеделник до петок седеа во селото, има настава, ама беа сместени во училишниот дом. И за викендите си одеа дома. Пак ќе кажам, ќе помини ова и мора да помини. Но може пак ќе напомнам, премногу медиумите, било пишаните, било електронските, му дадоа простор, го заплашија народот. Меѓутоа и народот што не ги почитува понавод кажано мерките. Го дојде понавод кажано прекуглава, не можеш да го затвориш. Да. Не можеш да го затвориш. Затоа што и по цена на се. Затоа што доктор Пановски го слушам кога вели вака, имаше една своја реченица од едно гостување во една телевизија, вели јас бев 30 дена во Охрид. Дневно имаше 50.000 посетители, гости. Да. Никој не заболе вика. Понавод кажано. Меѓутоа, ајде, што се вика, ова да го ставиме на медицината, ова да го ставиме пред на совеста на граѓаните. Ова е светски проблем, ќе се реши ова, ќе помине. Нормално. И треба да имаме добра волја и позитивна мисла. И ќе пак да додадам да ги имаме нашите пишани документи. Ебе ќе спомнам не само ова моје прво дело, па ние ги имаме и Волченото самарче од Банче Николевски, темни кажувања, ние го имаме насмејани капки Стојан Трапуза, ние имаме литература која што детска литература. Да. Која што доволно е родителот да седни, да му ја прераскажи и ќе се одвои полека и од интернетот, и од тачот на телефонот. Да. И ќе полека ќе се отрни од, ајде да речам, тој современ начин. Убаво е да си современ, убаво е да се следат тој современ терк на живење. Сето е тоа убаво. Едноставно да знаеме со што сме окружени и што може да очекуваме. Но секогаш треба нашето да си го ставиме за нас, барем го поставиме на вистинското место, на прво место за нас, затоа што јас на вистина се разочарувам кога на Google ќе поберам некаква информација која што може би ми е потребна за работа, се однесува на нашата, значи македонската книжевност, авторите, нивните дела, па дури и по новите автори. Многу малку, значи информации наоѓам кои што ми се потребни, многу е скудно. Сметам дека во ред, значи со интернетот ситуацијата е таква, но ние треба поволно да го искористиме сето тоа, а не само за забава и колку да пројде времето, затоа што еве денес гледаме дека со таквото, не можам да кажам незнаење за да не биде толку грубо, но со таа ограниченост во смисла интернетот, компјутерот, таблетот, телефонот е стрикно само забава, ние дојдовме до ситуации каде што не може да профункционира една платформа, каде што постарите генерации на наставници се плашат, а не значи дека тие нема да го совладаат тоа. Затоа што тоа е просветен кадар, има тие потенцијал, тоа не е нешто сложено, тоа е сосема една едноставна тоа е само начинот на комуникација да протече нормално, да не постои ризик, да се пренесе материјалот до учениците, да имаат повратна информација и на крајот на криштата тоа да се усвои, како информацијата да се претвори во знаење. За ништо друго не служи. Една алатка која што може да помогне во тоа ние понатаму да продолжиме како македонци и сите да не запознаат. Токму од таа причина, еве, јас лично и заедно со мојот сопруг и екипа наши соработници со кои што организиравме една поетска манифестација, го направивме сето тоа. Да, и тоа беше онлайн. 5000 песни ни стигна. Знаете што, ќе ве прекинам, извинете, тоа е една мала струга. Да. Една мала струга. Да. Јас се радував, го пратев на имейлот, 5000 поетски автори се јавија. 5000 песни, тоа се 5000 имиња. Така. Од секаде. Така.
ете, например, ние го искористивме и Фейсбук и електронската пошта на многу еден убав, поволен начин. Сето тоа излезе поволно не за нас. Ние бевме само радосни, односно и тоа е прекрасно. Другите беа истакнати на некаков начин, затоа што значајно да се излезе на такво нешто и да видат понатаму. Знаете што, вака едно, потполно согласувам, биче на добар жал. На ова поетска манифестација, јас така би ја нарекол. Да. Многу малку од македонскиот телевизиски етер и радио етер и пишани документи, пишани медиуми, многу малку, ама би рекол, ама воопшто. Не беше, сакате да кажете, промовирано? Да. Добро, може би тоа заради тоа што е почеток, ние планираме тоа да пренесеме во традиција. Знаете што? Кога се работи, земете ја Грција, земете ја Бугарија, земете ја Србија. Кога се работи за македонскиот етнос, за македонскиот корен. Еве, да напомениме се што се случува со бугарската власт, не бугарскиот народ, бугарската власт. Се што права, дури страмата па навод кажано, кирилицата на Свети Климент, која што ја преработи глаголицата, се словенска азбука ја присвоија бугарска. Дури сега вака едно рекол, напомнавте за образованието, спомнавте за наставниците. На наставниците им треба рутина за да влезат им треба време. Да, рутина. Да се усвои се. Знаете што? Ја тука би го обвинил Министерството за образование. Тие знаеа, голем предизвик пред себе. Затоа што знаете што? Поголем страв од стрес има ученикот. По моје мислење. Мислам дека сето тоа ќе се среди и ќе излезе добро. Иначе она што спомнате. Треба малку време да помине. Иначе она што спомнате, значи образованието е темелот на нацијата. Токму така. Пак ќе напоменам, некојаш вела дека наставниците, професорите, било во основните училишта, било средните, дека не се доволно интерактивни. Не. Еве да речеме, да ви кажам една работа. Јас кога ќе видам нешто ново од техника на телевизијата, ја имам во себе овој стрес, не го познавам, ми треба време. Не тоа што не сакам, ама ми треба време. Треба да се усвои. Така е. И доживотното учење треба да се испочитува на крајот на крајштата. Основата на здрава нација е образованието. Да, токму така. Значи, првиот учител кој ќе ме научи да читам, да ја научам азбуката македонска, да научам да одземам, да собирам, да множам, да делам, да научам пеење, по навод кажано, го сликање, цртање со четките и со бојата. На времето наше имавме ние и домаќинство. Основата е најважна. Најважна е. И сега пред самиот крај, јас ви го подарувам моето прво CD, Lights. И тука би кажала, ова е мој албум, нели, музички со соработници, а веќе во најава, мојата соработка со рок-бендот Карма, скоро ќе не видат сите, ќе се представиме во што подобро светло колку можеме и да кажам сега, колку ќе бидеме вредни, толку и за прилично пократок или подолг период ќе излезе и нашето прво CD како бенд, па се надевам дека тоа ќе биде скоро. Ја вака да ги изненадувам и моите гости со тоа што сакам да го работам и го работам. Ова е една збирка раскази од еден млад автор кој што напиша на своји 12 години, Матеј Спасовски, беше гостин во едно моје издание. Ја гледав таа емисија. Приказни за Даголот. Повелете, тоа е за вас. И едно дело со кое што ние македонците многу се гордееме, да, особено на што вели дека само сонцето е постар од Македонија. Значи на Георгија Георгија Ѓорче Танасовски, Македонска империја, која што книга и гледачите многу добро знаат, но изобилува со многу историски факти и податоци. Ја подарувам исто вам. Ви благодарам. И се надевам дека ќе уживате во она што нели. Значи ви благодарам, со задоволство кој си поидам дома ќе го пуштам церето. Драго ми. Ќе ја прочитам приказната за Аголот од Матеј Спасовски. Голема чест ми е што во моите раце и во мојата библиотека ќе имам книгата која работа наслов Македонска империја од големиот македонец, господинот Ѓорче
Ѓорđе Танасовски, кој што се гордеам што работам тука во телевизија Сонце, одам моите емисии, и ќе речам дека е единствената документарна телевизија Да. во Македонија кој што се занимава со негова телевизиската шема е документаристиката. Сега јас од моја страна ќе ми биде чест да мојата прва романизирана историска повест Маријова жива историја да ја имате во вашата библиотека, да ја прочитате и да ми бидете првиот критичар и рецензент. Ви благодарам многу, многу ми значи и најмногу од се во животот, од секогаш ми значи подарок кога е книга. Јас навистина се трудам да направам една своја домашна библиотека. Некои ме разбираат во однос на таа идеја, некои не. Од практична причина што кога се остават така книги собирале многу прашина, но верувајте ми дека мене тоа не ми е важно. Важно ми е тоа што е внатре и со задоволство каква и да е книга, она што нели вреди, со задоволство го чувам, си правам своја библиотека и се надевам дека еден ден навистина ќе прерасне не во мала, во поприлично голема библиотека. Благодарам уште еднаш, многу ми значи. Благодарам што бев гостин во емисијата Лице и дела. И ја поможи еден голем поздрав сите наши македонци кадети да живеат било во Америка, во Австралија, Канада, во Европа. И до поздрав до моите соселани, но не само мариовци, сите мои соселани во Република Македонија и сите мои соселани во Егејскиот и Пиринскиот дел на Македонија. Така, поздрав до сите и од нас. Ви благодарам и вам што повторно бевте гостин во Лице и дела и се надевам дека во наредна прилика повторно стубав повод, ќе се сретнеме во Лице и дела и ќе имаме ваков еден убав разговор. Само Господ здравје на сите нас да ни даде. Благодарам се. Ви благодарам. А ви благодарам и вам што секоја сабота сте со нас во рамките на Лице и дела на ТВ Сонце. Продолжете да ни следите и понатаму. Добро здравје и довидување до наредната средба.